Централни вести, добар ден и ви благодарам што сте на Канал 5. Ова се насловите. Македонскиот јазик и идентитет останаа недопрени во извештајот за Македонија. Вајц за Канал 5 уверува. I don't expect this amendment adding the word modern to pass it. Битката се сели на седница во Европскиот парламент. 2 недели следат пред нас, каде што жестоко ќе се бори. Предлогот за повеќе од двојно зголемување на трошоците за одбраната, доминантна тема на НАТО самитот. Овие одлуки ќе ги поддржиме на овој самит и очекуваме консензус да се постигне веќе утре тука во Хаг. Канал 5 во Хаг. Примирие на Блискиот Исток. Израел и Иран и натаму звечкаат со оружје. Трамп прв пат му покажа заби на Израел. Усвоен предлог законот за правична застапеност. Прво ќе биде доставен до Венецијанската комисија, а потоа во собраниска процедура. Преквалификувано делото за таткото на Васил Јованов. Доби поблаго кривично дело, што му дозволувал да вози автомобил без возачка. Со убедливо мнозинство гласови, Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент денеска го усвои извештајот за Македонија, подготвен од известувачот Томас Вајц. Не помина ниту еден амандман од бугарските европратеници, вклучително и обидот да се вметне зборот современ пред македонски јазик и идентитет. Сега битката продолжува на седница во Европскиот парламент. Македонија доби првата битка. Во Комисијата за надворешни работи на Европскиот парламент утринава со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани помина извештајот за напредокот на земјава. Но борбата сега треба да продолжи на пленарната седница на Европскиот парламент, каде во јули сите европратеници треба да гласаат за негово конечно усвојување. Финалниот документ треба да биде објавен во наредните неколку дена, но во работната верзија која доби Канал 5 со така наречените компромисни амандмани. Во 3 амандмани на 5 места се нотира дека Унијата недвосмислено го признава и почитува македонскиот јазик и идентитет како дел од наследството на земјата, но и како дел од европските вредности. Пред гласањето германскиот европратеник Михаел Галер од името на Европската народна партија побара во амандманите да се додаде современ пред македонскиот јазик и идентитет, а откако обидот не му успеа, најави дека истиот ќе го поднесе и на самата пленарна седница, зашто, како што рече, постои консензус меѓу најголемите пратенички групи. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10. And it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. According to Rule 187, the requested oral amendment is not to be put to the vote if at least 5 members object. We have 6 members who have objected. So, Michael Gahler. Just as information, I would like to inform the committee that there is an understanding between EPP, S&D, Renew and Greens to table an identical amendment for the plenary. Иако го предложи амандманот, Галер според листата на гласање во комисијата гласал за извештајот, заедно со голем дел од членовите на Европската народна партија и социјалдемократите. Од 19 гласа против пак, речиси сите се од бугарски и грчки европратеници. Токму тие најавија дека ќе бараат нивната позиција да биде вметната по извештајот. Господин председател, искам да обявя, че след краја на доклада ще внеса позиција на малцинството по доклада. На гласањето му предходеше кратка дебата, а уште на самиот почеток председавачот со комисијата Девид Мекалистер упати критики кон личните напади кон известувачот за земјава Томас Вајц. I would like to make one point very clear. I disapprove personal attacks on our rapporteur in the past weeks with accusations of bias and wrongdoing. Engaging with participants from a country on which a report is drafted is by no means something wrong. I would even say it is standard practice for rapporteurs and shadows to engage with the stakeholders from a country they are working on to hear their perspective. Во извештајот инак уште на самиот почеток се наведува дека од Македонија се очекува усвојување на уставните измени со охрабрување на политичките партии за конструктивен диалог и постигнување на соодветен консензус. Се нагласува дека потребна е засилена борба против криминалот и корупцијата и се нотира голема политичка поларизација.
Очекувам голема поддршка за извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент. Вели во ексклузивно интервју за Канал 5 известувачот на земјава Томас Вајц. Тој уверува дека амандман со придавката современ пред македонскиот јазик и идентитет нема да помине и нема да добие поддршка на пленарната седница закажана во јули. Со Вајц разговараше Јован Ѓорговски. Mr. Weitz, the progress report on Macedonia passed the Foreign Affairs Committee today, but now it is pending adoption in the European Parliament. Are you satisfied, and is this a diplomatic victory after all the attacks you were exposed to? First of all, for the plenary vote, I expect a large majority. And yes, it is a success for the enlargement process and for the positive standpoint of the European Parliament towards North Macedonia. To have this report voted, we did not have a report until since 2021, so there was no report done, and this is a clear sign and a clear signal that big majorities of the European Parliament support North Macedonia's path towards accession. So, in short, are you satisfied? This was a lot of work. It was the result of intensive consultations. I was trying to get a holistic picture about where the country stands, about good progress on one side, about also still reforms to be done and legislation to be done. And yes, and it had been very difficult weeks, the last 3 or 4, because there were massive attacks on myself, massive attacks on me being biased, one-sided, and so on. Yes, it's a good day today that the reasonable majority has voted this report. Is the work now finished, considering that Member of European Parliament Galler proposed an amendment to put modern before Macedonian language and identity, which was rejected, but Galler announced that an identical amendment would be proposed in the European Parliament. Is Macedonia now facing a new battle in Parliament over language and identity? In principle, I don't think the European Parliament should participate in the disputes that still exist from the Bulgarian side, from the North Macedonian side. This is a report on the progress of North Macedonia and not on the bilateral relations. And we should keep that out of that report as much as possible. And yes, in plenary, there might be amendments. There could be even more amendments. This is the democratic right of every elected member here in the House. But it's not something that is complicated or that is unusual. We usually have amendments. If they are not constructive and if they are not well planned with big majorities here in the House, usually they don't get a majority. And if EPP comes back with this amendment for the plenary, this is their absolute democratic right, and there will be a democratic decision on that. Yes, but Mr. Galler said that the amendment is in coordination with the European People's Party, the Social Democrats, Renewal, and the Greens. You said that today, but the only thing that was coordinated is that me and my Green group signed up not to stand up against the oral amendment and to allow a democratic vote. This is the agreement. And it didn't go beyond that. There's no agreement on plenary votes. So you are not expecting for an identical amendment to pass on the plenary? I don't expect this amendment, adding the word modern, to pass in the plenary. In the past period, there have been frequent attacks towards you from Bulgarian members of European Parliament, even demands for your removal. How do you view this, and do you expect them to increase? Do you see this as a kind of a pressure on your work? There has been pressure, massive pressure, not just from Bulgarian side, from different sides. And unfortunately, much more meaning and much more importance due to bilateral issues have been given to this report. Just to come back to what it actually is, it's the report on the progress of accession talks between European Union and North Macedonia. And I think it would be good if everybody calms down, if we ask ourselves, do we want to support the accession progress of North Macedonia and the whole region? And I see a big majority here in the House that wants to support this progress. Mr. Weitz, thank you for this interview. You're welcome.
Првата препрека ја поминавме. Битката продолжува и следните 2 недели, изјави премиерот Мицкоски во врска со усвојувањето на извештајот на Вајц. СДСМ случувањата во Европскиот парламент ги оцени за историски шамар за ВМРО ДПМН од сопствените сојузници. Јана Јосифовска. Добро е што ја минавме оваа прва препрека со убедливо мнозинство. Жестоко ќе се бориме во следните 2 недели, кажа премиерот Мицкоски коментирајќи го гласањето на извештајот на известувачот Томас Вајц, кој го помина првиот филтер во Комитетот за надворешни работи во Европскиот парламент. Според него македонската и европската јавност сега јасно виделе дека во 21 век во Европа се уште има борба за македонските идентитетски прашања и јазик. Прашан дали тој лично бил информиран дека некој од европратениците од Европската народна партија, чиј дел е ВМРО ДПМН, ќе побара во амандманите да се додаде терминот современ пред македонскиот јазик и идентитет. Мицкоски кажа дека тоа било здружен предлог на 4 групи на европарламентарците, но не е изненаден што имало вакви амандмани, бидејќи бугарски европратеници се исто така дел од ЕПП. Андреј Ковачев е член на ЕПП, односно на ЕНП. И дали сме очекувале, логично е дека сме очекувале. Андреј Ковачев е од ЕНП, Европската народна партија. 15 беа за извештајот на Вајц, пратеници и европратеници од ЕНП, вклучително и председавачот на комитетот господинот Мекалистер. 3 беа против и 2 беа воздржани. Тоа беа грчките пратеници. Точно знаеме како се гласало и што се гласало. И што поминавме и со кого разговаравме и што све се случуваше изминативе неколку недели. Добро е што ја поминавме оваа прва препрека. И добро е што сите видоа дека не е суштината неколку стотини бугари, дека многу подлабока е суштината. И ќе повторам, дали ќе успееме и на пленарна, не знам. Не знам. 2 недели следат пред нас, каде што жестоко ќе се бориме. Од опозицијската СДСМ пак денешното однесување на представниците од Европската народна партија го оценија како историски шамар за ВМРО ДПМН од сопствените сојузници во Европскиот парламент. За СДСМ дополнително загрижувачки е што од ЕПП најавиле дека ќе го поднесат истиот амандман и на пленарната седница. Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од незиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Овој амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија, но и суштинско понижување за ВМРО ДПМН, која се представува како бранител на македонскиот јазик. Наместо поддршка од своите европски пријатели, тие си добија дипломатска шлаканица, што го доведува во прашање влијанието на ВМРО ДПМН во својата матична групација. Извештајот првично требаше да биде ставен на гласање на 4 јуни, но беше одложен на барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници, кои не се согласуваа со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Сега за него ќе се расправа на пленарното заседание на Европскиот парламент, кое е закажано за од 7 до 10 јули во Страсбур. Министерството за надворешни на Бугарија ја поздрави како што оцени одлучноста на АФЕТ да не биде вовлечен во шпекулативни националистички наративи поврзани со тврдењата за вековен македонски идентитет. За жал, манипулативното толкување на овој став од страна на властите во Скопје честопати служи како изговор за неисполнување на преземените обврски. Ова е една од причините за доцнењето на процесот на европска интеграција на Македонија, се вели во писменото соопштение на бугарското МНР. Зголемувањата на инвестициите во одбраната за повеќе од двојно и случувањата во Украина и на Блискиот Исток се очекува да бидат главните прашања на дводневниот самит на НАТО. Во Холандија е и македонска делегација, предводена од председателката Силјановска, но таму е и наша екипа. Александар Вединовски, снимателот Александар Марковски се во Хаг, ги имаме во живо. Александар, ајде прво за евентуална средба меѓу македонските и бугарските власти. Останува ли шанса на маргините на самитот да се случи некаква средба меѓу Скопје и Софија?
Не, тоа го потврди министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски во изјава за Канал 5. Причините зашто нема средба е одбивањето на Бугарија да ја прифати поканата овдека во Хаг, да седнат и пред представници, односно пред целиот врв на Европската унија, пред целиот врв на НАТО, да разговараат за проблемите кои што ги имаат двете земји. Практично сите оние надежи, сите организации кои што се правеа за можна средба на маргините на самитот на НАТО помеѓу председателката Селјановска и бугарскиот премиер паѓаат во вода. Како што кажав, извори за Канал 5 брифираат дека ова се случува поради практично одбивањето на Бугарија да дојде до ваква средба. Практично тоа е едно големо не во однос на оценките на што се случуваше денеска овдека во Хаг на маргините на самитот на НАТО. Има и едно да, а тоа е дека Македонија ќе се согласи со долгорочниот план на НАТО алијансата во наредните 10 години да се зголема инвестирањето на одбраната од сегашните 2% од БДП на речиси 5%, а од тие 5% 3,5 доди директно за вооружување. И оваа информација за Канал 5 ја кажа ексклузивно министерот Тимчо Муцунски. Предлагам тука да погледнеме дел од оваа изјава. Жалам што по последните информации кои што ги имаме, веројатно тука во Хаг нема да има средба помеѓу председателката и премиерот на Бугарија, но јавно ќе кажам, ние како влада сме подготвени за средби и нудиме средби на секој ниво. Председател со председател, премиер со премиер, министер за надворешни работи со министер за надворешни работи и така и ќе продолжиме да се однесуваме. Една од главните теми овдека на самитот ќе биде околу трошењето на НАТО и барањето за тие 5%. Каков е ставот на македонската влада, дали ќе го поддржите ваквиот план до 2035 година, чинам беше, да одвојуваме 5%? Тоа е план за кој што се очекува консензус во следните денови тука на самитот во Хаг и нашите граѓани сигурен сум дека следат на вистина колку е волатилна генералната геополитичка состојба во светот, посебно од безбедносна гледна точка. Токму овие одлуки ќе ги поддржиме на овој самит и очекуваме консензус да се постигне веќе утре тука во Хаг. Сите дебати околу ова прашање, околу трошењето, односно издвојувањето на НАТО се очекува да се случат утре. На нив ќе учествува и македонската председателка. Најави брифинг со нашите новинари некаде околу 14 часот. Најавено е дека ќе даде изјава на така наречениот дорстеп, односно кога сите лидери влегуваат на самитот на НАТО. Меѓутоа фокусот секако ќе биде на трошењето на НАТО и на безбедносните прашања, односно конфликтите во Блискиот Исток и тој за Украина. И покрај тоа што дел од информациите или анализите кои што се прави изминативе денови дека овој самит на НАТО ќе биде разочарувачки за Украина, односно нема да им се даде некаква експлицитна поддршка како што се правеше минатите години. Тоа уште во првиот ден, односно денеска се демантираше и тоа на заедничка пресконференција на генералниот секретар на НАТО Столтенберг. Марк Руте се извинувам и премиерот и председателот на Украина дадоа и своја заедничка изјава во која што кажа колку ќе се одвои за директна војна и финансиска помош на Украина. Предлагам тука да ја чуем изјавата. I made yesterday an announcement that European and Canadian allies have now pledged more than 35 billion euros in support for Ukraine, which is more than last year, because last year, for the full year, it was over 50 billion. Now, before the 1st of July, it is already 35 billion. So we can safely assume that for the full year, it will be more than last year. So everybody is very motivated. Please understand that. I hear from all the allies to keep you strong, to keep you in the fight and to bring this terrible war to a durable and lasting peace. We still need air defense and we still have support on this direction from the partners and really count on continuation and also co-production and big military support that you said about it. Thank you so much, 35+. So this is very important things, very important signals. Така сите важни работни сесии на самитот на НАТО ќе се случуваат во текот на утрешниот ден, но тоа што го дознавме дека од кабинетот на председателката Селјановска дека таа денеска ќе учествува прием кој што го организира холандскиот крал Александар, значи тоа ќе биде една активност, а како што уште еднаш да повторам во текот на утрешниот ден ќе има и брифинг и изјава за македонските новинари. Канал 5 останува овдека во Хаг, очекувате јавување во текот на утрешниот ден. Така, Александар, ти благодарам.
Владата го усвои предлог законот за соодветна и правична застапеност. Тој прво ќе биде доставен до Венецијанската комисија, а потоа ќе влезе во собраниска процедура. Според премиерот Мицкоски, со законот се отвора ново поглавје на професионализам во јавниот сектор, како на државно, така и на локално ниво. Сандра Спасовска. Предлог законот за правична застапеност го мина владиниот филтер, сега уди на мислење во Венецијанската комисија, па дури потоа во собраниска процедура. Со личен документ в рака, секој оној кој ќе аплицира ќе мора да покаже и докаже кој, рече премиерот Христијан Мицкоски, кој по владината седница заедно со вице-премиерите Меджити и Фетаи на пресконференција соопштија дека целта на владата со новото законско решение е една, а тоа е администрацијата да биде вистински сервис за сите граѓани. Законот, како што посочија, е во согласност и со Уставот и со Охридскиот рамковен договор, а околу методологијата премиерот вели таа ќе се доизработи по формирање на координативното тело. Пред да биде донесен, за предлог законот од владата велат ќе има и јавна дебата на која ќе бидат слушнати забелешките од сите засегнати. Таа ќе биде дополнително изработена откако ќе биде формирано координативното тело кое што ќе го координира еден од подпредседателите на влада, во него ќе членуваат и членови на влада, кој што ќе има за цел да практично надзира имплементирањето на законот, спроведувањето и слично, но истовремено заедно со агенцијата за вработување ќе дефинираат методологија и ќе се држиме сите до таа методологија и на централно и на локално ниво. Според Меджити, иако ова прашање со закон требало да биде решено многу порано, вели ова историски момент и за прв пат според него правичната и соодветната застапеност како уставна категорија од 2001 година добиваат јасно и целосно законско решение. Предлог законот гарантира еднаква пристапност во вработување и унапредување во јавната администрација, правична и соодветна застапеност на сите заедници во јавните институции, но и обезбедување вработувањето и унапредувањето да се вршат врз основа на заслуги и квалификации на секој поединец. Овој, иако задоснет, но неопходен чекор, конечно тргнува застапеноста од влијанието на дневната политика и го прави законското право за секој граѓанин без оглед на етничката припадност. Предходно на панел дискусија по повод 100 дена влада, вице-премиерот Фетаи, кој беше дел од работната група што го изготви законот, рече дека методологијата ќе се базира на последните резултати од пописот, но како што рече законот не определува дали се работи за резидентно или нерезидентно население. Одговорноста ќе имаат координативното тело и агенцијата за администрација. Од ДУИ пак и денеска реагираа за предложениот закон. Според нив, наместо балансирот, се носи нејасна, неефикасна и политички стерилна структура, како што велат координативното тело. Таткото на осудениот Васил Јованов, кој ја прегази младата Фросина, не се појави на денешното судско рочиште во Кривичниот суд во Скопје. Рочиштето се одложи. Маја Становска. За 3 септември се одложи денешното рочиште, со кое требаше да започне судскиот процес против Зоран Јованов, таткото на Васил Јованов, кој смртно ја прегази Фросина Кулакова. Ниту Јованов, ниту неговиот адвокат Сашо Дуковски не се појавија на судењето, а судиката Снежана Марковска, која го судеше и Васил, кажа дека испратиле 2 покани до адресата на Јованов, кои биле вратени како неуредни. Известено било и МВР да ја провери неговата адреса, но до овој момент вели не добиле повратен одговор дали Јованов се наоѓа таму. И доставницата до адвокатот Дуковски во судот се вратила како неуредна. Првично Зоран Јованов беше обвинет за предизвикување општа опасност, бидејќи му дозволил на својот син да вози без возачка дозвола и со претходни прекршоци. Сепак обвинителот Александар Марковски, кој исто така беше дел од предметот на Васил, соопшти дека поради нови докази обвинението е променето и сега тој се гони за загрозување на безбедноста во сообраќајот, со што максималната казна се намалува од 3 на 1 година затвор. Станува збор за нијанса поблаго кривично дело, но измената беше неминовно да се направи. Се работи за техничка промена според начелото на специјалитет. Новото дело ја опфаќа истата суштина, но е попрецизно формулирано. Промената подетално ќе биде елаборирана на следното рочиште во воведните зборови. Во судот беше присутен таткото на Фросина Тодор Кулаков и нејзината сестра Росица. Кулаков по одложувањето на рочиштето обвини за правен инженеринг. Вели невообичаено за него е што истата судика е назначена да води предмети за татко и син, зашто најави кривична пријава. Јас сум лично убеден
дека се работи за манипулација со АКМИ системот и нема да го дозволиме тоа, ќе бараме комисија да се состави, да го истражи тоа и ќе поднесеме кривична пријава против сите вклучени во ова. На 13 мај судот во Скопје му изрече казна затвор од 12 години на 21 годишниот Васил Јованов, откако тој призна вина по сообраќајката во јануари, кога на пешачки премин смртно ја прегази 22 годишната Фросина Кулакова, но пресудата се уште не е правосилна, откако одбраната најави дека ќе ја обжали на апелација. Македонија од денеска со пеколни температури, кои в четврток ќе допрати 40 степени. По најавите за престојниот топлотен бран, Институтот за јавно здравје со препораки за заштита на граѓаните. Здравко Димитров. Пеколно високите температури деновиве ги испразнија скопските улици, а донесоа изголемен број пријави за колапси во итната медицинска помош. Оттаму велат дека 8 пријави во просек дневно имало само во текот на претходната недела, а со покачувањето на температурите која следи, се очекува бројката да расте. Како што велат, најзасегнати се хронично болните и диабетичарите, но ризик од колапс има кај сите категории граѓани. За во претходната работна недела имавме зголемен број на колапси на јавни места. Делумно од тие колапси имавме 250 отприлика интервенции, од кои 106 беа хитни интервенции. Од дел од тие хитни интервенции отпаѓаат на сообраќајните незгоди, кои што се во голем број и секако и колапси на јавни места имаме. Негде као околу 8 до колапси во дневно. Хроничните болни, секако срцевите болни, тие болни што имаат аритми, исто така и диабетичарите и малите деца се една од најзасегнатите категории на луѓе. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат покачување на температурите во текот на неделава. Пикот ќе биде во четврток кога ќе достигнат до 40 степени. Незначително освежување ќе има од петок во попладневните часови кога се очекува појава на дожд и грмежи, а од сабота намалување на екстремно високите температури. Во петок се уште ќе се задржи топло време со дневна температура во интервал од 31 до 39 степени. Во попладневните и во вечерните часови ќе има локална појава на нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, а веќе во деновите од викендот ќе имаме стабилна временска состојба, но пад кај дневната температура. Според сезонските прогнози на УХМР, месец јули ќе биде надпросечно топол во однос на изминатите 30 години просек. Од Институтот за јавно здравје апелираат граѓаните да не се директно изложени на сонце во периодот од 11 до 17 часот, да се носи лесна облека и да се пијат повеќе течности, како и да се избегнува внесувањето алкохол и кофеин, а доколку почувствуваат вртоглавица или замор, веднаш да се јават на броевите за итна медицинска помош 112 или 194. А Министерството за здравство попладнево информираше дека се активира трета фаза, кога се очекуваат вонредно високи температури кои што го загрозуваат здравјето на населението, особено на најранливите групи. Оттам апелираат институциите и работодавачите да ги активираат плановите за вонредни услови и да ги реорганизираат работните процеси за вработените изложени на директна топлина. Меѓу другото се препорачува и ослободување од работни обврски за бремените жени и лицата постари од 60 години, доколку работодавецот не е во можност да создаде соодветни микроклиматски услови за работа. Дебатата на сите актуелни теми продолжува во Самовистина вечерва со Елизабета Галевска. Пријатно.